vraćam, se podsmeva Gohuleja Isusa. Ti što urivaš, ipak sonci duvaš hramot. Ako si sin od Božji, slezi od krsta sam i spasi se. O Bože moj, zašto me ostavi? O tatko moj, zašto me ostavi? O Bože moj, zašto me ostavi? Ne znam što prava prosti. Zemlja ta raspuka na par činja, grobovi se otvorija, sveti voskresna. Откровение на светиот апостол Јован Богослов, 20 глава од 9 до 15 стих. Тие излегоа по ширната земја и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град. Падна од Бога оган небесен и ги проголта. А ѓаволот што ги лажеше беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е зверот и лажниот пророк. Тие ќе бидат мачени дење и ноќе во век и веков. И видов голем бел престол и седнатиот на него, од чие лице побегнаа земјата и небесата, и за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога. Се отворија книги и друга книга се отвори, книгата на животот. Судени беа мртвите според запишаното во книгите. Судени беа според делата нивни. Татко мој кој си на небесата, морето ги поврати мртвите своји кои беа во него. Смртта и пеколот ги повратија мртвите своји што беа во нив, и секој прими суд според делата своји. Секој прими суд според делата своји, по делата ќе те препознам, а смртта и пеколот беа фрлени во огнено езеро. Тоа е втората смрт. Тоа е втората смрт. И кој што не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. И кој што не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Значи, тука се зборува за второто пришествие, доаѓањето на Исуса Христа, кога ќе им се суди на живите и на мртвите. Значи, мртвите веќе еднаш умреле условно. Втората смрт е, ако ги нема, не се запишани во книгата на животот, ќе биде судено според вашите дела, а делата кои треба да бидат милост сакам, а не жртви, како што вели Исус, се дела на љубовта по тоа колку вие ги љубите ближните околу себе, сите луѓе, не само вашите роднини. 21 глава ќе го читаме од 1 до 10 стих. Значи, зборува за доаѓањето, за второто пришествие на Исуса Христа. И видов ново небо и нова земја,
зашто поранешната земја веќе помина и морето го немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим, нов како слегува од Бога од небото, стокмен како невеста, променета за својот маж. Новиот Ерусалим, значи го има истото во Евреите 11:10. И чув висок глас од небото како зборува: еве ја скинијата на Бога меѓу луѓето, и он ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивни Бог, и ќе ја избрише Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. Значи, овој свет поминува, има еден стих во Прво Јованово, а светот поминува и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја останува довека. И седнатиот на престолот рече: ете, се ново создавам. И ми рече: напиши, зашто овие зборови се вистинити и верни. Потоа ми рече: се сврши. Јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот, на жедниот ќе му дадам, јас од изворот на живата вода дарум. Истото го има во Откровение 1:8, Откровение 22:17. Кој победува, ќе наследи се, и ќе му бидам Бог. Тој ќе ми биде син. Татко небесен, Исусе Христе, дајте ми сила да останам во вашата љубов, во Твојата љубов, Татко мој, во Твојата љубов. Кој победува, да победувам, да наследам се и да ми бидеш Бог, Отче мој, и да ти бидам син, а на плашливците и неверниците, на поганите, убийците, на блудниците и магесниците, на идолопоклониците и на сите што лажат, делот име во езерото, што гори со оган и сулфур. Тоа е втората смрт. Втората смрт веќе еднаш си поминал, си починал, или си мртов на земјата, а жив. Втората смрт е огненото езеро. Тогаш дојде при мене еден од 7 ангели што ги држеа 7 чаши, полни со 7 последни зла, ми прозбори и рече: дојди, ќе ти ја покажам невестата, жената на агнецот. Па ме одведе духом во една голема и висока гора и ми го покажа големиот град, светиот Ерусалим, кој слегуваше од небото, од Бога, и имаше Божја слава. Ерусалим е црквата, новата црква, новиот град, кој ќе бидат Христовите следбеници, ќе живеат со него. И сега одиме 21 глава од 22 стих до крајот, до 27, интересно, за да разбереме нешто. Храм пак не видов во него за новиот Ерусалим, бидејќи Господ Бог Седржителот и агнецот се неговиот храм. Храм пак не видов во него, нема црква, нема храм, нема синагога, бидејќи Господ Бог Седржителот и агнецот се неговиот храм. Храм се тие, односно во духот. Исус видлив за нас, ќе биде видлив за оние кои ќе одат горе на небесата, во дух, бидејќи Отецот никој не може да го види, ниту ќе го види, видлив во Исуса Христа. Тие се храм и ние ќе живееме во нив, и затоа оној стих во Прво Јованово: уште ли не си ме видел, Филипе, кога вика покажи ни го Отецот и достание? Тој му вика: уште ли не си ме видел, Филипе? Јас сум во Отецот и Отецот е во мене, и ти си во мене и ти си во Отецот. Ние зборуваме за сокровиште на Господ Бог Отецот и Исус во вашето срце. Живење во Бог. Бог да живее во вас во сета полнота. Да се очистите, да живеете, да можете да бидете
о Божјото царство на небесата. Во единство со Бог, чекорење со Бог и градот, 23 стих, немаше потреба ни од сонце, еве го истото, ни од месечина за да светат во него, зашто Божјата слава го осветлила и светлина му е агнецот. Видете, он зборува за агнецот кој седи на престолот, се држите, значи агнецот, односно Исус, видлив за нас, кој престојува Отецот Небесен со сета своја полнота, и ние полека би требало да се придвижуваме кон таа кота за слава на Бог Отецот и Исуса Христа. И спасените народи ќе одат по неговата светлина. Царевите земни ќе ја принесат во него својата слава и чест, а портите негови нема да се заклучуваат дење, оти таму нема да има ноќ. И ќе ја принесат во него славата и честа на народите, и нема во него да влезе ништо нечисто, ни оној што врши гнасни работи и лаже, а само оние кои што се запишани во книгата на животот на агнецот. Татко мој, Исусе Христе, запишете ми го името во книгата на животот и дарувајте ми добар крај. Има една од молитвите. 22 глава Откровение по светиот Јован Богослов: и ми покажат чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекуваше од престолот на Бога и на агнецот. Вие гледате дека Бог и агнецот, Бог седи од десната страна, односно Исус вели од десната страна е силата во сила. Среде главната улица и од двете страни на реката, дрвото на животот, што раѓа плодови 12 пати, давајки плод секој месец, а лисјата на дрвото служат за исцелување на народите. Лисјата на дрвото служат за исцелување на народите. Ние гледаме денеска, има народи кои навистина е потребно исцелување, посебно на македонскиот балкански полуостров, каде имаме комплетна нељубов меѓу соседните народи и агресија. Во македонскиот случај, кога вие имаме негирање на име, на идентитет од страна на голем број други народи, народ кој е запишан во Светото Писмо, без да влегуваме во тоа дали го заслужил тој сатански трн со тоа што не го шири Светото Евангелие, не ја почитува Божјата заповед и живее во проклетство, кога зборувам за македонците. И нема веќе да има никакво проклетство, престолот на Бога и на агнецот ќе биде во градот, неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат лицето негово, а името негово ќе им биде над челата нивни. И ноќ нема да има таму, и не ќе имаат потреба од светило, ниту пак од сончева светлина. Бидејќи Господ, Бог, ќе ги осветлува, бидејќи ќе престојуваат во Него и ќе живеат во единство со Него. Бидејќи Господ, Бог, ќе ги осветлува и ќе царуваат во век и веков. И ми рече: овие зборови се верни и вистинити. Господ Бог на светите пророци го испрати ангелот свој, за да им покаже на своите слуги што ќе стане наскоро. Еве, доаѓам скоро. Блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. Еве, доаѓам скоро. Блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. И јас, Јован, го видов и го чув ова. И кога го чув и видов, паднав за да се поклонам пред нозете на ангелот, кој ми го покажа ова. Но тој ми рече: стој, немој. Оти и јас сум слуга како и ти, и браќата твои пророците и оние што ги држат зборовите на оваа книга. Поклони му се на Бога. Поклони му се на Бога, не се поклонувај на луѓе, христијанину. И ми рече: не запечатувај ги зборовите на оваа книга, бидејќи времето е блиску. Времето е блиску. Кој чини неправда, нека чини неправда уште, и кој е осквернат, нека
се осквернува уште и кој е праведен, нека чини правда уште, и кој е свет, нека се осветува уште. И еве, ќе дојдам скоро, и отплатата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови, за да му дадам на секого според делата негови. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток, првиот и последниот, вели Бог, Отецот, видлив во јагнецот. Слава ти, Татко Небесен. Блажени се оние што ги исполнуваат заповедите негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезаат во градот низ портите. А надвор, ако не влезете внатре, останувате надвор и одите во огнено езеро. Надвор се кучињата, вражачите, блудниците, убијците, идолопоклониците и секој што сака да лаже и лаже. Јас, Исус, го испратив својот ангел да ви го посведочи ова по црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда деница. Исусе златен. Слава ти, Татко Небесен. Слава ти, Господе Исусе Христе. И духот и невестата велат: дојди. И кој чуе, нека каже: дојди, дојди. И кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дарум. Откровение 21:6 и 22:17. Слава ти, Татко Небесен, те сакам, Господи Исусе Христе. И јас му сведочам на секого кој што ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Тоа е христијанство, не канони, не обреди. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне порази напишани во оваа книга. Па размислувајте со канони, обреди и светци. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му одземе дел од книгата на животот и од светиот град и од она што е напишано во оваа книга. Зборува оној кој сведочи што го сведочи ова: ќе дојдам скоро. Дојди, дојди, светол Христосе. Доаѓам скоро. Дојди, Господе Исусе Христе. Дојди и во Македонија и помогни ни. Амин. Дојди, Господе Исусе, ќе дојдам скоро. Дојди, Господе, дојди, Господе Исусе. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос со сите вас. Амин. Доаѓам скоро. Слава ти, Татко Небесен. Слава ти, Исусе Христе. Дојди, Господи Исусе Христе. Дојди и во Македонија и помогни ни. По тоа видение, апостолот Павле: разбравме, вели вака, и посакавме да тргнеме за Македонија, зашто Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Тоа е заповедта за македонците, за македонската земја, и каква сатанска битка да се поништи, да се сништи, за да се избрише дел од оваа книга. А тука е покишано дека кој ќе избрише дел од оваа книга, под тоа подразбирам Македонија, македонците и ширењето на светото Евангелие во Македонија, и шири друго Евангелие по ноќните сати, преку разглас од Гебелс. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог
ke mu odzeme дел од книгата на животот. А Исус ви вели, македонци мои, доаѓам скоро. Дојди, светол Исусе Христе, Господе наш, и помогни ни. Потребна ни е Твојата љубов, Твојата сила, Твојата мудрост, мечот на духот, Твоето живо слово. Потребна ни е сила за да победиме и да го освоиме Божјото царство. Амин. Амин. Слава Ти, Татко Небесен. Слава Ти, Татко Небесен. Слава Ти, Господе Исусе Христе. И уште еден стих. Од устата негова излегуваше остар меч, за да ги порази со него идолопоклонниците. 19 глава од Откровението. Истото го има во Псалм 2.9, Исаија 63.3, Откровение 14.19 и 20. Од устата излегува остар меч, се подразбира на Словото Божјо, со кое го победивме, и со крвта на јагнецот. И уште еден стих, 13 стих, 19 глава, и беше облечен во облека натопена со крв. Исус, и со името Слово Божјо. Слово Божјо. Слово Божјо, Словото на животот, Словото на вистината. И изберете го ова Слово, изберете живот. Татко мој, Исусе Христе, во името на Твојот Син Исуса Христа, те молам овие слова да бидат слова со дух и вистина, слова со власт и сила, и да ги допрат сите оние што ги слушаат, да им ги отворат срцето, да ви ги отворат срцето на што ги слушате овие слова, во љубов, да клекнете на колена, да го повикате Исус Христос да живее во вас, да се покаете, да им простите на сите и да ги правите делата на љубовта, затоа што ќе ви биде судено според делата, а единствените дела кои имаат вредност пред Бог е делото на љуби го својот ближен како самиот себе си, милост сакам, а не жртва, делото на љубовта. Македонијо, разбуди се и прави дела на љубовта, зашто е пишано, Исус вели, доаѓам скоро. А ние треба да велиме, дојди светол Христосе, затоа што е пишано, ќе дојдам да те тропам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него, вели Исус. Јас ја отворам својата врата, Господе, дојди и вечерај со мене, но отвори ја и ти, брате, пријателе, Македонијо, Македонски полуостров и сите што живеете на оваа минлива земја, долина на сенка смртна. Слава Ти, Татко Небесен, не како што сакам јас, туку нека биде Твојата волја, тоа што е запишано во Твоето живо слово, Исусово. Амин. Бидете благословени во мир и љубов.
се